Околу 37.000 евра е сумата што локалната самоуправа на Кочани годинава ја инвестира за изградба на тротоари на повеќе локации во градот. Средствата се обезбедени од буџетот на општината, а се наменети со програмата за уредување на градежното земјиште за 2018-та, за што согласност даде и општинскиот совет. При тоа на најголем дел од тротоарите ќе се поставуваат павер елементи, а останатите ќе се бетонираат. Според техничката спецификација во тендерската постапка, што заврши пред околу 2 месеца, новоизградените тротоари ќе добијат бекатон плочки на површина од 2200 метри квадратни. На местата каде што е потребно ќе се вградат и нови улични и градинарски рабници, а висински ќе се прилагодуваат и постојните канализацијски и телефонски шахти. Од секторот за уредување на градежното земјиште на општина Кочани информираа дека механизација на градежното предпријатие Карпош од Скопје веќе е ангажирана на комплетирање на пешачкиот простор на улицата Љупчо Сантов. Паралелно се работи и на изградба на тротоар на улицата Асном спроти новиот стамбен комплекс во местноста Касарски круг. Со оглед што на овие сообраќајници со децении имаше минимална или воопшто недостасуваше јавно прометна површина за пешаците, главна цел е да се обезбеди полесно и побезбедно движење на граѓаните, заради што е планирано да се постави и заштитна ограда. Со програмата за уредување на тротоарите, во наредниот период ќе се работи и на докомплетирање со пешачка површина на улицата Охридска, на потегот од повеќенаменското игралиште во правец кон север, како и на дел од улицата Роза Петрова.